Во време кога компаниите се соочуваат со се поголема конкуренција, недостиг на кадар, забрзана дигитализација и неизвестни пазари, се почесто се поставува прашањето: што ги прави успешните бизниси поуспешни, а зошто некои компании со години тапкаат во место или пропаѓаат? Дали проблемот е во парите, во стратегијата, во организацијата или во лидерството? Како изгледа една бизнис диагностика и кои се најчестите слабости што ги откриваат консултантите кога ќе влезат во една компанија? За предизвиците на македонските компании, за консултантот како професија, за растот, продуктивноста, дигиталната трансформација и конкурентноста, разговараме со Васко Карангелевски и Никола Деребанов, консултанти. Господа, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро најдовме. Што всушност продава како услуга еден добар консултант? Дали станува збор за знаење, за искуство, за перспектива или пак за способноста можеби да постави незгодни прашања? Кој да почнеме? Значи, зборуваме сега ние како менеджмент консултанти, затоа што консултанти имаме за се. Значи, најчесто консултантите имаме доста инженерски специализирани, така да ја ќе се фокусирам на делот на менеджмент консултант, кој што по дефиниција им помага на лидерството и организациите да растат, да ги унапредат процесите, да го појачат лидерството за да ги постигнат целите и да остварат позитивни посакувани резултати, приход, профит и така натаму. Прашањето беше што продава, така. До сега мислам дека продававме знаење и искуство и алатки, меѓутоа во новите технологии мислам дека клучното е ние продаваме стабилност и предвидлив развој. Односно тоа го купуваат нашите клиенти. Ние продаваме можеби документ, диагноза, соодветни прашања, согледување од страна, што би рекол мој клиент некој од страна да ме види да ми шамара затоа што може да ми помогне. Или во најкратко ние сме, да кажеме, во различни профили, генералисти како општи доктори за фирми или специјалисти во одредени области за компаниите. Така, Никола, имате нешто да дополните или што да плаќаме? Знаете како секогаш гледаме од страна како некој трошок консултантската услуга и најчесто можда тоа е некој еден од факторите што некои компании ги одвраќа да ангажираат консултант. Што носиме за една компанија? Значи, ако на некоја компанија и помогнеме ние да го оптимизира производството и така да биде попродуктивна, односно да ги намали драстично своите трошоци, нашата услуга е занемарлива во однос на тоа колку таа фирма може да заштеди. Или доколку ја возможиме да отвори некој нов пазар и така. Добро, прашањето беше многу конкретно, која вештина, односно која услуга е најнаплатлива, односно треба да биде во портфолиото на еден сериозен или добар консултант или консултант со добар бекграунд, дали е тоа искуството, дали е знаењето, дали е способноста да му се каже на лидерот на компанијата, на менеджментот нешто што можеби не сака да го слушне, или ќе се надоврзам со следното прашање, кога ве ангажира одредена компанија, дали директорот сака да слушне што е проблемот во неговата компанија или пак најчесто сака да слушне потврда дека е на добар пат, на вистински пат? Значи ги има и двете опции. Како е почесто во Македонија? Во Македонија е почесто, значи имаме компании што сакаат развој да се унапредат или компании, и тоа е врзано со прашањето, компании кои што веќе пробале се и сега им треба излез. И втората ситуација почеста кај што пробале повеќе начини во превод бараат решение, инстант, брзо, кое што без разлика дали е потврда или не, кое што ќе има возможност да излезат од кризата. Во задните 5 до 7 години е повеќе таков елемент. Дали се работи за проект некој, па им фали документација, како вештина која зборувам. За компетенции се кај менеджмент консултантите, применливи вештини. Ги има 40-тина, мислам, независно, сега да не влагам во детали. Меѓутоа во Македонија најчесто во задниот период немам помош, не можам сам да го остварам, ми треба побрзо некој да го направи и тука имаме забава некој што со менеджмент консултантите со снабдувачи на услуги како имплементатори, занемарувајќи го, меѓутоа не е тоа секојаш случајот. Во голем дел улогата и она што го продаваме ние е заштеда на време и внесна знаење во организацијата. Се враќам на првото прашање ми поврзано со второто. Бидејќи тоа да го осознае некој сам, ќе му требаат години, а со консултант за месеци може да го добие. И најчесто ваши клиенти се мали и средни предпријатија, претпоставувам. Бидејќи поголемите компании веројатно имаат цели оделенија каде што имаат стратегија за оделенија за развој, анализи. Независно. Добро, ама генерално веројатно најголем број од клиентите ги црпите од тој базен на мали и средни предпријатија во земја. Семејни фирми можеби.
Па видите, кога ќе ја погледнете наша економија, зависи кои критериуми ги земете во предвид. Во рамки, ако ги споредувате со европските компании, скоро сите се мали и средни предпријатија. Ретко има, тоа се неколку компании што се големи. Тие гигантите, да. Да, што се над 50 милиони евро обрт. Добро, и кога станува збор за вашата работа, дали потешкиот дел кога влегувате во една компанија е анализата, односно детекцијата да утврдите што е проблемот, или пак да ги убедите лидерите на промена, дека е неопходна промена? Двете работи. Значи, прво кога влегувате во една компанија, нормално е битно самата компанија и воопшто да има информации и каде лежат тие информации, во каков формат се. Вие за да можете да направите јасна анализа, без податоци не можете ништо да сработите. Значи целата работа почнува од тоа што евидентира фирмата и што не евидентира, затоа што некојаш препораката може да биде и дека треба да почне да води одредени евиденции кои што не ги водат. Недостиг на информации генерално. Тоа е така. И да се унапредат одредени информациони системи што ги користат, за утре да им даваат побрзо информации и препораки каде треба да го движат бизнисот. А вториот дел, нормално, да на крај со нашето искуство и знаење треба да го убедиме собственикот или управителот дека нашите препораки стварно ќе допринесат за развој на компанијата и да ги спроведе, и не само тоа, него и сите тие препораки да се објаснат и на вработените за утре заеднички да ги спроведат тие промени. Уште малку во делот кога зборуваме за личниот профил на професијата консултант, ме интересира пред да одиме повеќе во анализа на како функционираат македонските компании кои се ваши клиенти, како градите доверба со човекот кој ве ангажира, најчесто тоа е директорот или собственикот на компанијата, во ситуација кога треба нему лично да му кажете дека токму неговите одлуки се можеби и дел од проблемот? Има ли такви ситуации? Ја би рекол дека во сите мои успешни ангажмани како менеджмент консултант обавезно имало таква ситуација во одреден момент на ангажманот. Значи довербата се гради нормално на почетокот кога првпат се среќавате едно. Меѓутоа ја имам едно прашање, сакате во одреден момент го поставам, сакате да бидам искрен или да бидам фин. Тоа е веќе кога сме оствариле одредено ниво на разбирање и ги имаме потребни податоци, мора да направиме следниот чекор, затоа што она што го рековте, лидерството и mindset change-от, или како да кажеме, е клучниот за да организацијата расте понатаму. И како прифаќаат кога сте искрен? Различно. Мислам дека кога сте искрен со компетенции базирано на алатки што се докажливи и давате и решенија, не само проблемот да го посочите, мислам дека нормално не преку исмејување, него на културен и на етички начин искомуницирано, мислам дека оние што водат бизниси се многу благодарни за тоа. Иако на прва можеби нема да делува така, мислам дека се благодарни затоа што сите што водат бизниси има недостаток на, ако има поголема организација, веројатно сите таква не културата, не секогаш сме спремни да бидеме отворени да критикуваме, и консултантот дури би рекол и тоа е една од главните додадени вредности, искреноста и во лице да се каже каде има погрешни одлуки, каде можеби треба да се унапредат одлуките и каде е лимитот на организацијата во лидерството и во собственикот. Се среќава ли во оваа смисла и во компаниите во Македонија она што е познато од политиката, дека се плашат луѓето да се опкружат со способни кадри од страв да не им го земе некој местото? Има ли нешто слично и во бизнис сферата? Видете, мислам дека се разбира, наш најголем непријател е нашето его, така, значи има баш една изјава ден амерички генерал, се не ми текнува името, вика ако нашиот најголем непријател го маваме помеѓу нозете секој утро, нема да можеме на стол да седнеме. Према тоа, секој кој води бизнис и реално сака неговиот бизнис да расте, заедно со неговите вработени, и тој бизнис на некој начин да го надживее него, мислам дека секој совет кој што е базиран на јасна анализа, со бројки аргументиран, ќе го прифати. Никој не би одел против своето добро менеджирање. Добро, ајде доволно како вовед за како изгледа професијата консултант и за конкретно што работите. Кога станува збор за бизнисот и за тоа што досега сте го сработеле како портфолио, која е најчестата слабост што сте ја детектирале кај македонските фирми, што сте ги работеле досега?
Ќе почнеш или? Ајде. Во најавата спомнав, дали е тоа недостиг на пазар, дали е недостиг на мало обкружување или пак надвор од ЕУ, изолираност, немање излез на море можеби, или пак кај нас е многу добар изговор во сите времиња дека ние сме постојано во криза. Од една во друга криза влегуваме и секој добар менаџер можеби има и добар изговор дека толку може во услови на криза да се сработи. Принцип, многу е битно исто и во која фаза се наоѓа компанијата. Дали е стартап, некој почетен стадиум или е веќе некоја развиена компанија која што веќе пораснала доволно, па сега треба да се бирократизира, да се организира. Различни проблеми среќаваме. Еве за стартапите, кои се најчести проблеми? Во стартапите секојаш е продажбата. Значи, така, се трудиш да завземиш некој пазар. Кога станува збор за производство, има и други од услужен сектор на пример, или освојување на клиенти. Јас во главном сакам да работам со фирми од производство. И тука во главном пазарот, развој на пазарот, на производот и така натаму, тоа е суштината каде што се фокусираме. Нормално оптимизирање постепено на организацијата, затоа што вие не можете да очекувате на мала компанија дека може сега да вработи 20 административци, а нема такви приходи се уште. Значи тоа е еден процес. Како што расте фирмата, расте продажбата, така треба и организацијата да прати. Тоа е веќе за онаа втора фаза, што ја спомнав. И во тие фирми кои веќе пораснале, стигнале од одредено ниво на продажба, организациони се доста од проблемите. Исто анализа ни фали, доста финансиска анализа, значи знаете како кај нас не се прави некоја голема разлика меѓу сметководство и финансиска анализа. Ние ги правиме завршните сметки за да ги задоволиме законските барања и одредени анализи изоставуваат. И тука мислам дека исто така доста допринесуваме за. Еве да се надоврзам, недостиг на стратегија, на вистинска стратегија, или пак проблем при спроведувањето на стратегијата? Почесто. Каков проблем гледате? Имаме едно и друго. Во суштина сега со вештачката интелигенција, со алатките што ни се на располагање, ние имаме достапност до информации и ги мешаме со знаење. Така што можеби да кажеме информации и анализи не ни фалат од пазарот, ни фалат внатрешни да се тие уклопени со фазата на развој на фирмата сега. Сам баш споменавте и стартапи, во моментов работам со два македонски стартапи базирани на вештачка интелигенција за ширење на пазар. Така да таму се поинакви, сепак и услуга, технолошки и различно друг тип на стартап. Меѓутоа, секогаш имплементацијата. Какви се перспективите на овие стартапи? Па за едните сега започнаа со продажба, другите веќе шириме во 18 пазари годинава сакаме да влеземе. Надвор од Македонија, значи надвор од Македонија и Србија, затоа што веќе сме на тие. Значи таа има добра перспектива, добри шанси за успех. Во втора година на продажба влага, така на имање производ, така што уште е стартап. Добро, ако навидум една компанија ви изгледа финансиски стабилна и добро организирана, кој е моментот поради кој стагнира, да речеме? Има ли и такви примери? Вака, мора сакам еден степ бек да направиме. Значи зависи која е фазата на развој и у кој сектор се и нормално и каде продава. Зашто многу е различно, мала фирма од исти сектор. Тоа е исто како да кажете, јас и вие имаме ресторан, ја имам 3 маси, вие имате 100 маси. Не е истиот бизнис. И вие сте собственик на ресторан, јас сум собственик на ресторан, така. Ама на деливери некој што прави регионален, веќе се сосема други системи. Така ја би го кажал најкратко сумирано, ние користиме различни фреймворци во зависност од типот на компанија кој што влагаме. Во диагностика да можеме имаме 9-12 области, а ја би рекол најпросто да ги видиме триаголникот ако гледаме на пример на услужни фирми што гледам јас, за сите важи исто. Трафик или колку имаме потенцијални лидови и клиенти, кои системи се тука за да ги конвертираме во клиентите и третото е какви вештини имаме за да го испорачаме производот. Едно од овие да недостасува, без оглед на кое прво се фокусираме, ќе имаме проблеми. Така што и постоечките фирми секогаш има простор за напредување и оние што се и поголеми, и средни, и подолго постоечки, дури и за одржување на статус квото, би рекол денеска. Да. Дека и на прашањето на какви се македонските, мислам дека имаме една забуна, вака јавно да го кажам, во мој став, имаме забуна затоа што сме мали, дека сме заштитени, дека други нема да дојдат да ни го земат пазарот и тука сме малци во комфорт зона и успешните. И мислам дека тоа е најголемиот ризик за македонските мали и средни компании, затоа што 99% се мали и средни компании,
дека ќе дојде некој што е многу поспремен со поразвиени системи на поголеми пазари и Што ќе им не се збрише случува за во него. многу сектори. Веќе се случува во неколку сектори. Во неколку А сектори. мислам дека наскоро ќе се случува во сите сектори. Со интеграција во Европска унија и редуцирање на сите бариери за влез во држава, конкуренцијата ќе се зголеми. Така. Према тоа, доста од овие успешни фирми кои што во моментот се успешни затоа што и пазарот е релативно мал и немаат голема конкуренција, ќе имаат проблем. Добро, со оглед на тоа што имате долгогодишно искуство, која е најголемата заблуда што сопствениците имаат за сопствениот бизнис? Што вие сте, со која вие сте се сретнале? Ако треба да сумирам во една реченица, е преценување на силината и квалитетот за својот производ и за својот бизнис. Барем јавно искажаниот. Јасно. Да, така што тоа и тоа е нормално, затоа што спротивно не би издржале со сите предизвици кои што се соочиле низ годините додека го граделе бизнисот. Викам дека најголемата заблуда е тука, дека можат се, бидејќи стигнале до таму, дека може да го направат и следниот чекор без дополнителна помош, дека знаат како. Така. Иако ми рековте дека не може да генерализираме, бидејќи зборуваме прво за различни компании од различни профили, некој од производство, некој од услужен сектор, обемот се си зависи, меѓутоа генерално повторно прашувам, бидејќи бизнис диагностика е на некој начин како систематски преглед. До која диагноза вие најчесто стасувате или кои се симптомите кои покажуваат дека на една компанија и треба надворешна помош? Повторно, знаете, значи не треба да гледаме на диагностиката дека треба да ангажираме консултант само кога имаме проблем. Например, многу е добро да ангажирате консултант кога размислувате например за одредена инвестиција или ширење на производството и така натаму. Во една диагностика која што ја работев, компанијата размислуваше за инвестиции во зголемување на обем на производство. А оствари имаше доволно капацитет. Значи се случува често една компанија да мисли дека има еден проблем, а всушност да станува збор за проблемот сосема поинаков карактер. Точно. Ние многу и често во македонски компании, ако пополниме одреден капацитет на машините во производството, сакаме одма да купиме со поголем капацитет и така натаму, никош не размислуваме да искористиме 100%, да работиме втора, трета смена и така натаму. Пазарот е според мене еден од најголемите проблеми. Значи, секој прво гледа малиот пазар? Да. Македонија е прво мал пазар, значи ево и да бидете тука успешни, стигате до одредено ниво на развој. После тоа, ако не се интернационализирате, ако не почнете со извоз, долгорочно се доведувате во ризик дали вашиот бизнис ќе остане успешен во иднина. Значи, реално премал е пазарот за останете на ова ниво. Мора една компанија која ќе стигне до одреден развој да почне да се земава со извоз. И сега освен малиот пазар имаме пред нас нов предизвик со оглед на тоа што првиот четврток од јуни е меѓународен ден на консултантите, на бизнис консултантите, односно менеджмент консултантите. Овој четврток утре е посветен на вештачката интелигенција, нели, како новина на која мора сите да се прилагодиме. Сега прашањето е колку таа дигитална трансформација денес е веќе прашање на опстанок, а не само прашање на избор. Тоа е веќе присутно и ние толку брзо се менуваат работите што, како што ви рекол еден мој колега што е клиент што има фирма, дојдоа господови години, каде што порано кога планиравме можеме со некоја предвидливост да видиме, сега станува збор за 3 до 6 месеци и тоа човек од традиционалниот сектор, не од новите технологии. Дефинитивно вештачката интелигенција е алатка, јас се уште стојам на тоа, меѓутоа алатка која што ми возможува замена и продуктивност на неверојатни размери. Она што го гледам, ја викам една шизофрена состојба, ова се шалам, бидејќи имам клиенти кај што имам автоматизација во ведување на вештачка интелигенција во секојдневното работење во реалноста во Македонија, а од друга страна има некои кои што го користат неспецијализирано и дури им прави и белја. Не знам, ChatGPT го користи за нешто кај што не е домен. Ја викам, треба си експерт во темата. Дури и финансиска анализа да ти направи, да знаеш да ги читаш податоците. Ако ти прави анализа на производство, да знаеш да ги прочиташ. Бидејќи сум видел може да те наведе на погрешни заклучоци, да. Еве ќе го кажам преку еден интересен пример, клиент еден мој вика супер направи, види план за влез на нови пазари, каков направи, ја викам овој подобар план не сум видел. Ај прашај го колку чини, 13,5 милиони. Добро, имате ли 13,5 милиони за да влеземе нови пазари како македонско мало претпријатие? Иначе планот е одличен. Значи си има вештачката интелигенција и лимити и предности, мислам дека тука да остане. Според мене за професијата менеджмент консултант таа ќе ги исчисти оние кои што се шлепа на ние правиме бизнис план па сме консултанти, затоа што веќе мислам дека само за документ кој е било вештачка интелигенција побрзо и подобро ќе направи, меѓутоа
Разликата е, мислам, можеби во име на двајцата зборуваме, иако не сме од иста фирма. Ја дури го кажам, ако ти треба документ, иди на GPT, ако ти треба имплементација на стратегијата или бизнис планот, дојде кај мене. Зашто? Бидејќи јас сум 21 година консултант, на 6 години сум бил извршен директор во различни фирми. Така да ова ќе го побрзо ќе го направиме. Како консултанти ни требало пред 5-6 години 3 месеци за одредена дијагноза и стратегија. Сега можеби анализата и работењето по задинско и за недела дена го завршуваме со помош на вештачката интелигенција, меѓутоа имплементацијата бара луѓе. Добро, генерално беше прашањето за новите технологии во фирмите, не кај во професијата консултант. Добро. И прашањето е тука, бидејќи спомнавте еден од факторите на мал пазар, рековте ограничување едно, втор веројатно е слабата продуктивност. Со години слушаме дека македонската економија треба да ја зголеми продуктивност. Може ли во таа смисла вештачката интелигенција да биде драстично ќе го промени работењето? Видите, дури не сме ни ова што вика Васко. Во кој сектор, кои компании можат најмногу да се потпрат на вештачка интелигенција? Овие модели толку брзо се развиваат што ситуацијата се менува месец за месец буквално. Али таква прогресија реално ретко досега се имам искусено. И видите, во многу сфери, во постоечко работење ќе можеме да користиме вештачка интелигенција која што ќе зголеми продуктивноста, ќе намали работна сила. Значи ќе има огромен ефект врз економијата. Пример, сега работам со компанија, стартап исто, која што развива AI агент за customer service. Значи одговара на прашања од муштери. Така. 24 часа. Нешто што е веќе познато со години. Така. Да. Али веќе е на ниво на кое што вие дури не можете ни да препознаете дека разговарате не е обичен бот, него е на тоа ниво што стварно точно одговара на замислуваме некој љубезен агент од другата страна. Да. Добро, која е најчестата грешка што компаниите ја прават кога фирмата ќе почне да расте? Има ли такви? Има и така. Што се случува во таа фаза? Кој е ја највеќе сакам таа scalability фаза. Има комплексност на брз раст. Односно некогаш најчесто системите не се поставени, кога зборам системи не зборам само технолошки, зборам за системи, зборам за процеси, зборам за квалитетни обучени луѓе што ќе извршат промената. Сепак правиме никој не сака промена, ни организација, ни човек, ни дури ни природно е против промената. Сега големиот скелинг, иако има добра цел, иако ние може да имаме добра намера, може би имаме и соодветен план, комплексноста настанува каде што со истите системи не може да се постигне, воведувањето на новите системи треба некој да го води. И тука има една игра што гледам кај компаниите, вештачката интелигенција ќе ни даде решение, ама не знаеме како да го имплементираме. Така што од вака се јас зборам конкретно како денешни грешки, инаку скелингот најчесто преголем, зависи од типот индустрија. Во сервиси ако над 10% е нездраво. Во IT ја викам ако не е 10 пати раст кој имаш производ, не е добра годината. Во производство е исто така. Кога зборуваме за стабилен раст, која е најчестата грешка освен ова, на пример? Некогаш да се отвори окей. Ако сме на македонскиот пазар, грешката е што не градиме системи да бидеме конкурентни. Ако сме на надворешни пазари, ако имаме веќе купување, затоа почнувам од пазарот, од клиентите, тогаш треба само да ги бидејќи ги спомнате системите. Ја решение кажам, да. Кога расте компанијата, видите, на почетокот сопственикот што најчесто и управител на компанијата, буквално и на памет ги знае и трошоците, и продажни цени, и клиентите, дали направиле нарачки и така натаму. Како расте компанијата, вие не можете да процесирате толков обем на информации. Вие мора да направите структура внатре. Тоа сега да прашам, дали успехот или неуспехот од друга страна се должи најчесто на поставениот систем во една компанија или на способноста на лидерот? За двете заедно. Значи, како е кај нас најчесто? Кај нас не скелираме. Почесто е потпрено на способноста на лидерот. На предприемачот. Тоа има на ниво на предприемништво и ниво на бирократија, ако го гледаш да движиш по лайф сайклот, меѓутоа ако немате системи не може да скелат. И затоа мој став е дека нашата економија доминантно се по 2 милиони обрт или по 3 милиони обрт фирми, баш заради тоа што немаме доволно поставени системи за скелање, за обработка на податоци, за носење на одлуки на ниво на организација, него ставаме дека предприемачот, менаџерот, основачот, најчесто истата личност,
Така, што не секогаш треба да биде. Тоа не е баш правата позиција за истата личност, останува подолг период на време. Без системи не може да се направи тој чекор на, али е мајндсет прво, па системи. Каков ќе биде профилот на компанијата победник во следните 10 години или под 10 години од сега, имајќи предвид како што велите дека не може да се прогнозира ништо подалеку од 6 месеци можеби, од 3 до 6 месеци можеби реална анализа и проценка прогноза, се над тоа е можеби само лотарија. Па затоа ова што го спомни Васко, промена на мајндсетот кај лидерите, дека прво во денешно време кај што имате пристап до информации, нема што реално многу да криете во работењето на ваша компанија. Потребна е транспарентност и внатре во компанијата. Значи, тој развој може да го сносе само цел тим. Ако буквално фирми кои што ќе осватат тоа што побрзо, лидери кои што ќе се опкружат со луѓе кои што се попаметни од нив, ќе направат системи кои што ќе можат да ги преживеат сите турбуленции, затоа што ние не знаеме што утре не очекува, каков нов шок ќе добиеме во како што е вештачката интелигенција. Но секогаш ако имаме квалитетни луѓе, квалитетен тим, тие ќе најдат начин како фирмата да опстои во такви ситуации. Дали во Македонија имаме премногу бизнисмени, а премалку лидери? Тешко прашање. Мислам дека процентуално имаме како и сите земји. Што би рекла една моја пријателка која работи во Египет, 1% од земјата ја водат и професионалци, и лидери, и бизнисмени. Прашањето колку кафето е 1% во вашата земја. Така што ако треба ти одговорам директно, имаме едно и друго, немаме лидери ако ги разбираме да воведат нови практики толку многу колку што би сакале, ама имаме процентуално колку сите други. Или колку проблемот, особено изразен во последно време на преструктурирање на случувањата на пазарот на труд, односно недостигот на работна сила и на профили од во секоја струка, е проблем всушност на менаџментот, а не на реалниот недостиг на луѓе. Нели, нема луѓе е исто така многу добар изговор во последно време. Нема луѓе за ништо. Може еден пример да дадам. Квалификувани. Значи, тоа е подолга ситуација кај нас и ние имаме тука и структурни секакви аспекти како довело до тоа. Меѓутоа ќе кажам едно решение. Сега работам со Дивна се вика, кој што е AI асистент за менуа книговодители. Некој рече ги менуа книговодителите. Уствари дечките што го имат изработено го направија македонски производ, ревизорска куќа со технолошки партнер го направија затоа што сватија дека од 4000 колку што имаме сметководители за 5 години повеќе од 2000 ќе бидат пензионирани и немаме млада сила. И нашите тековни и идни услуги нема да бидат решени. Така што има решенија на пазарот. Зборам за вие ме прашувате работа сега ја ви кажувам и за така да некои ќе бидат заменети, некои ќе бидат надополнети. Меѓутоа треба да бидеме искрени дека имаме генерацијски повеќе јас него сопственици и вработени. Мислам дека генерациите млади имаат повеќе опции, друго гледат. Имаме проблем со на темата на прашањето, со менаџментот на новите генерации кај потрадиционални менаџери. И мислам дека тука и на двете страни треба да се работи. Вештачката интелигенција секако ќе помогне да се намали овој притисок. Значи, одредени репетитивни задачи многу побрзо ќе се заменат со вештачка интелигенција и на некој начин можда привремено ќе има ефект врз вработеноста, но долгорочно јас мислам дека ќе е многу позитивна, затоа што нас ќе ни се ослободи време за посуштински работи и одлуки, покомплексни. Во работењето на една мала фирма во Македонија или ајде средна да земеме, која е најчестата навика што треба веднаш да добие отказ? Нешто што вие кога би го советувале сопственикот би требало да ја отпуштите од како навика или како пракса во секојдневното работење. Ме разбравте што прашувам. Кој е тој тренд што ги држи во стагнација или не им дозволува на фирмите да растат или дали станува збор за можеби некаква навика базирана на менталитет? Ако во една компанија се зависи од вас, секоја одлука зависи од вас, тој менталитет треба прв да го напуштите. Значи, треба почнете да делегирате, да градите кадар и нормално треба да се погрижите тие луѓе да останат лојални на компанијата. Значи, се тоа подразбира една промена на системот на работење. Добро, ако утре ве постават за директори, рековте дека сте се занимавали со извршни функции во компании, на една просечна македонска компанија, кои би биле првите 3 работи што би ги направиле во првите 90 дена, во првите 3 месеци? Па, ја имам план за 90 дена.
А прво да ја согледам состојбата, да ги сретнам луѓето и веќе во првиот месец не би менувал ништо, во вториот месец веќе би ги земал првите quick wins, оние што се приходно ориентирани и профитно ориентирани активности заедно со тимот да ги имплементираме за да го финансираме понатамошната промена на организацијата. Зависи за каква организација станува збор, дали е производство, кој им е доминантниот cost driver или кој им е доминантниот, каде им се трошоците и каде им се приходите. Меѓутоа тоа би било вака најкратко одговорено прашање. Да согледам бизнис диагностика, да видам кој е тимот со кој што располагам и прво ги анализираш на некој начин потоците кои што ги имаат. да. Второ, анализираш дали се вистините точни, да не има грешки, затоа што ево мој личен пример, влегуваш во компанија, имаш 4 сектори, отприлика тука некаде профитабилни, но кога ќе навлезеш подлабоко во финансиската анализа, сваќаш дека 2 сектори се добро профитабилни, еден е на break even, а четвртиот е во голема загуба. Сега, зошто, кои се тие причини така натаму, тоа е после во тие наредни 2 месеци што би променили. Добро, дали политиката во изминатите 35 години во независност на државава доволно и помага на економијата, на бизнисот, на стопанството, или реално бизнисмените заслужуваат подобра поддршка? Кога вас би ве прашале тие што одлучуваат за политиките, што би бил советот, како да се помогне на македонската економија повеќе? Имавме едно слично прашање баш на еден вака на една дебата, што треба да државата како да направи, што не. Јас викам да не прави ништо. Што помалку прави државата, тоа е подобро за економијата. Воопшто да не се меша во бизнисот. Ако државата што помалку се меша во бизнисот и ги остави фирмите да работат слободно, тие што се стварно успешни компании. Правилата што се поставени се добри? Немаме проблем со сива економија? Немаме многу голем број предизвици што треба државата да ги реши? Имаме сива економија, ма не гледам тука некој преголем проблем за повеќе гледам да го видите. Државата кој ги заврши своите одговорности, значи ако вие на бизнисот му возможите услови за тоа треба да се шири. Така, ако еден бизнисмен троши време на промена на детален урбанистички план, 2 години и се занимава со бирократија тоа да го спроведе, тој не се фокусира се на бизнисот, туку се спромовира, се фокусира на нешто да учи што е урбанистичко планирање. Кога велам што треба државата да направи, мислам и на проблемот со корупцијата, бидејќи тоа е сериозен проблем кој го навистина и го обесхрабрува и го уништува бизнисот, и уништува економијата. Мислам дека имаме 3 дела. На задното прашање. Имаме закони и нормативи кои што во Македонија се релативно супер усогласени со Европска унија. Второто, имаме поддржувачки институции, тука дали имаме соодветни механизми поставени за имплементација, инспекцијски органи што и да е, и соодветен буџет за темата. И тука најчесто мајкаме, и третото е кои ни се поддржувачките организации што ги вклучуваме за одредена тема, кој за земјоделие, одредени асоцијации за земјоделие и така натаму. Меѓутоа мислам дека не е проблемот во политиката, не е проблемот во законите, не е проблемот во намерата, проблемот е во буџетирањето и соодветните институционални капацитети за спроведување, кои што бараат ефект кој што е нереален во однос на дефинираниот буџет или механизмот што е in place. Мораме да завршуваме. Никола Дереванов, Васко Карангелевски, ви благодарам многу за учеството во денешното издание да се кажеме. Благодариме за поканата. Благодарам. Почитувани вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на Телма и имајте убав ден.